Однос на првото прашање, чекаме институциите да реагираат. Ова се сериозни теми, ова се теми кои се во интерес на граѓаните. Не може да дозволиме туку така да поминат овие работи. Институциите треба да се одзват и да кажат што мислат за работите кои што ги објавуваме. Доколку тоа и во следниот период не се случи, ние сме спремни да поднесеме соодветни пријави до сите институции до кои што треба да се поднесат пријавите. Во однос на системот Safe City и законот за прекршоци, ние тој закон нема да го поддржиме. Ние не сме против безбедноста во сообраќајот. Доказ за тоа е тоа што сме го почнале тој систем. Меѓутоа не можеме да дозволиме системот парцијално да се имплементира. Освен што сме за безбедност во сообраќајот, ние сме и за безбедност на податоците, кој што повторно власта ниту го коментира, ниту се обидува да го регулира. Еве, седнаа на масаа на лидерската средба, се договорија, видовме, ќе видиме што е резултат друг договор од тој пазар. Ние сме конструктивна опозиција, но не сме контролирана опозиција. Нема да дозволиме да поддржиме закон во кој што сериозни аспекти не се регулирани. А тоа е огромната база на податоци кои што никој во законот не укажува како ќе се контролира. И тоа тогаш јас пак би за членови на ДИК денеска во избори, во комисијата за избори и именувања треба да се направи предлог листата за кандидати на ДИК, кои би ги поддржале, гледаме таму поранешни функционери од СДСМ, кој би бил председател, кој би бил член од ваша страна? Добро, нас како опозиција ни следи председател на Државната изборна комисија и еден член. За председател го предложивме Бојан Маричич, а за член досегашниот председател Борис Кондарко. Мислам дека се докажани професионалци, правници, имаат огромно искуство и добро ќе извршуваат својата работа. Благодарам.